Добар ден и добро дојдовте во најновото издание на Отвореното студио. Јас сум Владко Чаловски, со мене е колешката Јана Јосифовска. Така е, за нов старт на неделата се дружите со мене и со Чаловски. Добар ден и од мене. Во продолжение ќе ве информираме што се ќе содржи ова наше отворено маратонско студио 1. Како и секогаш што е нашата пракса, во овој прв дел ќе погледнеме така наречени хайлайтси, односно извадоци на интересни поенти од петочното отворено студио 1, каде што се дружевте со мене и со Чаловски, меѓутоа во вечерниот дел и со Јадранка Костова. Веднаш после заокружувањето на нашиот прв блок следуваат вестите на 1 ТВ и најновите информации со колешката Елена Джугуманова. Назад сме во отвореното студио во 15 часот и 25 минути. Ке ни гостуваат 3 средношколки. Поводот е една многу интересна иницијатива на нивна, секако од нивна страна, наречена Шер. Решила дека треба нивните врсници малку повеќе да се грижат за нивното ментално здравје, односно ќе се третира тематиката колку всушност средношколците бараат помош и се доверуваат на психолози. Веќе повторно сме назад во 17 часот во отвореното студио со мене и со Чаловски. На почетокот ќе погледнеме интервју на колешката Лепа Џундева со Зоран Нечев, кој што доаѓа од Институтот за демократија. Главната тема ќе биде фокусот, односно на сите оние политички актуелни случувања. Веќе во 17 часот и 15 минути ја имаме анализата на вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Како што ние го заокружуваме фактички отвореното студио, стартува веднаш, добро ви е познато, забавниот дел со хайлайтсите на музичкото талент шоу Звезда број 1. Веднаш потоа се нашите ексклузивци, секако секогаш со ексклузивни информации Стефани Нина и блокот Мода со Сергеј Фарошлија. Во 19 часот и 20 минути вечерниот термин е под палката на колегата Сашо Ордановски. Ке гостува Љупчо Зиков, кој што е новинар и економски аналитичар. Поводот политичките и економските случувања во земјава. Во 20 часот време за централниот дневник на 1 ТВ со колегите Александар Петрески и Сашо Ордановски. Авторската емисија Лица со Анета Кочишки е во добро познатиот термин. 21 часот гостин е Александар Маленко, а веќе во 22 часот Сашо Ордановски и Агрон Биба ги анализираат случувањата актуелни во Албанија. Ова наше маратонско отворено студио 1 секако се заокружува со последните вести некаде околу 23 часот. Јана накратко соопшти што е оно што ќе го гледаме во студиото, а ние за подсетување за сите оние кои што не го проследија студиото во петокот. Наш гостин овде беше Ненад Лазаров, лекар, представник на Асоциацијата на специјализанти и млади лекари. Зборувавме за што е оно што е најголем проблем, ако воопшто може да се каже еден дека е најголем проблем во сферата на здравството. Се работи за повеќе столбови, како што вели Лазаров, кои што предонесуваат за тоа младите лекари да го бараат својот пат и својата професија и кариера надвор од Македонија. Да слушнеме само дел од неговите изјави. Се сменија неколку министри за здравство, како никој да не може таа комплицирана гранка, тој комплициран систем да го среди. Едноставно е прашањето. Квалитетно здравство се прави исклучиво со многу пари. Финансиите се... Апсолутно. Тоа е неопходно. Без финансии збориме за кардинален дел од еден буџет државен на држава, особено во вакво организирано здравство кај што викаме социјално. Ние сите имаме подеднакво здравствено осигурување без оглед на тоа колкави примања имаме. Сите подеднакво плаќаме. Партиципираме, има една голема популација, ние на жалост сме сиромашна држава, социјални случаи огромна бројка, збориме за стотици илјади луѓе кои што воопшто во овој буџет не допринесуваат, меѓутоа ги имаат истите поволности. Што не е за критика, нели сме се нафатили на еден таков социјален систем каде што нашите сограѓани треба да бидат збринати, меѓутоа тој систем и начин на финансирање на здравството е една оставштина која што веќе не функционира. Зошто? Заради тоа што си има базирано на принцип на тројца вработени да покриваат еден пензионер
Истовремено со тоа да се покриваат и здравствените трошкови. Меѓутоа, не се имало во представа тогаш, тоест не се правеле тие калкулации дека имаме паралелни неколку процеси како што се старење на популација со тоа Како зголемување. изгледа тоа тројца лекари на еден пациент? Па видете, ќе пробам јас тоа пластично некако да го. На пример имаме плата од 20.000 денари, на таа плата имаме околу 33% придонеси према државата, од кои што само еден мал дел, неколку илјади денари влегуваат у таа здравствена каса директно како средства. Сега вие на месечно ниво плаќаме осигурување од 2-3 илјади денари, а при само една посета за посериозна здравствена состојба у болница генерираш трошок за тие услуги што си ги добил огромен. Така. Еве сите знаеме, сме имале потреба некогаш во животот да магнетна резонанца да се сними на приватно кошта 200 евра. Така. А одиш у болница јавна здравствена установа и плаќаш некоја смешна сума од неколку стотини денари за истата таа услуга која што секако чини у јавната установата, не е тамо бесплатно. Меѓутоа зборуваме за многу е комплексно прашање. Доктор Лазаров, пред да продолжиме со разговорот, ќе ги отвориме и телефонските линии доколку некој има коментар на темава. Она што исто така може да се забележи кај вас, доста сте, да кажам, отворен и активен на социјалните мрежи. Апропо оној оглас кој што беше последно отворен и објавен од страна на Министерството за здравство чином и тие нови законски измени. Ќе навлеземе малку подоцна. Добро, ако? Но ќе ми дозволите еве да го прокоментираме статусов од пред некој ден што ви беше. Пишувате на Facebook дека не верувате дека некој лекар работи за 12.000 денари, ама чиме огласот на таа сума, верувам дека на таа и ќе биде пријавен кандидатот. Тоа станува збор за 12.000 денари на сметка, ресто на рака аранжман. Проблемот е друг, треба да постои законски дефиниран минималец за лекари, кој никако не може да биде ист со општ работник и слично. Да го појасниме овој момент и за нас, меѓутоа и за гледачите. И што се тие нови законски измени што се најавени, дали се во ред или не се во ред? Намерата е позитивна. Тоа морам да го признавам. Меѓутоа сум убеден и сигурен дека се далеко доволни за воопшто и да се почне со санација на оваа штета и во оваа состојба во која што е здравствениот систем. Конкретниот пример што го цитиравте сега, тоа е наследен проблем. Такви огласи имаше десетина години наназад, на жалост. Каде е проблемот? Оваа држава не предвидува минимални загарантирани плати по профили, особено не за високостручни профили. Што значи тоа? Минимална плата е за сите 12.000. И сега што се случува? За конкретниот оглас не ни знам точно за која институција се работи, меѓутоа претпоставувам дека е најверојатно некоја ново отворена приватна здравствена установа која што на жалост системот не предвидува финансирање на тие. Значи отвараш амбуланта, општа, јас имам општа амбуланта, и ти во наредните 3-4 години си постојано активен, ги имаш сите режиски трошкови, треба да платиш персонал и останато, а немаш пациенти, а државата те плаќа по глава на пациент. И сега зборуваме за една голгота, јас да речеме првите 3 години сериозно инвестирав илјадници евра, само за да можам да си го платам персоналот, да платам кири и режиски трошкови, а во меѓувремено фидбекот од она што као здравствен систем го добива беше смешен. Значи ти треба добри 7, 8, 10 години да собереш една популација на пациенти, бидејќи толку е, да речеме, математички системот што не е во ред, за да можеш да преживееш. За заработка не ни станува збор. Сега за конкретниот пример, тоа е минимална плата која што јас која отворив ординацијата си ја давав. Немаш повеќе пари, тие се парите. А во петочното отворено студио 1, Јадранка Костова ја третираше она, бога ми, во последниве денови актуелна тема за Чифе. Гоце Делчев, ако може така да се каже. Тие недоразбирања и препукувања што ги имаме со бугарите, имено и гостуваше историчарот Ванчо Георгиев, кој смета дека Делчев е различно димензиониран и од македонската и од бугарската комисија во овој однос и дека од сам старт на работата на двете комисии имало судири, недоразбирања и дека веќе се соочуваме со скандал. Меѓутоа, повеќе слушаме од неговата изјава. Во старт се судривме и соочивме со еден скандал. Зошто скандал? Скандал затоа што станува збор за еден работен документ, во случајот тоа е предлогот од македонскиот дел од комисијата за честувањето на Гоце Делчев, кој што се најде на страниците на една политичка партија во
Бугарија. Тоа е, предпоставувам, без да знам, ВМРО на Каракачанов, така? На една политичка партија во Добро. секој случај. Не е битно. Кај и да е. Кај и да е и кој е да било партијата. Во случај станува збор за крајно непрофесионален и неодговорен однос од колегите од другата страна, штом документите кои што се работни внатре во комисијата се изнесуваат надвор и се дисперзираат до политички партии во јавност. Се надевам дека ова не било од незнаење и од невнимание, туку дека тоа е исклучиво тенденциозно за да се побара помош од политиката. Така. Реков, ние овде ќе зборуваме со факти и аргументи од оној ваш експертски дел историски, особено што вие целиот ваш работен век ви е посветен на македонското револуционерно движење крајот на 19 и почеток на 20 век. Според мојата проценка од она што читав од реакциите, имам впечаток дека најмногу ги иритира бугарската страна, што македонската страна предлага датум за заедничко чествување на Гоце Делчев да биде 7 октомври. 7 октомври е датумот 1946 кога Македонија ги презима моштите на Гоце Делчев од Софија. Така. Тоа е впечатокот дека овој датум ги иритира. Да објасниме сега. Како Гоце Делчев загинува 903 година во Баница селото. Како се најдоа коските на Гоце во Софија и како завршија во Скопје. За да не разберат сите, еве граѓани. Најправин реакцијата на датумот 7 октомври ми се чини мене, а и на останатите членови на комисијата, дека всушност е само, или реакцијата, таквата бурна реакција за неприфаќање на овој датум, всушност е само фрлање на една димна бомба, или димна завеса, поинаку, за да се прикријат другите нешта и да се скандализираат другите суштински прашања, не само околу Гоце Делчев, туку и околу комплетно периодот кој што се одесува и ја третира таа проблематика, следејќи го Илинденското востание, сите други револуционери, па и периодот потоа до 1944 година, бидејќи тие таа граница ја става тука, ние од тогаш постоиме како да не постои ништо претходно. Ниеден народ не може да постои ако нема процес. Нациите се конструкција и секоја од нив има свој развоен процес. Но во секој случај, тоа ќе го ставиме за подоцна, ние да се вратиме. Загинува Гоце Делчев во Баница. Што се случува? Патот од Баница до Софија, па од Софија до Скопје. Така. Гоце Делчев загина на 4 мај 1903 година во Баница во судир со османлиските војски, брзајќи на пат за држање на конгрес во Серскиот револуционерен округ, каде што треба се третира прашањето за востание. При неговото погибје, ќе спомена веднаш дека загина уште неколкумина истакнати и револуционери и водачи, но и некои ја преживеа оваа битка, а селото Баница практично цело беше пеплосано, изгорено. Затоа постојат соодветни релевантни документи, како од османска страна, така и од други дипломатски извештаи. По убиството на Делчев, човекот кој што ја предводи воената единица, тој е Тефиков, османската воена единица, соученик на Делчев од военото училиште, но потоа преминува од Османлиска Македонија, преминува во османска воена служба, издава наредба телото на Делчев да се пренесе во Серес, како и дел од другите убиени, за да се изврши идентификација, согласно постојните процедури. Меѓутоа, потоа од вилаетската управа во Солун стигнува наредба убиените да се вратат и да се погребат на местото во селото кај што загинале. На тој начин Делчев е погребан во селото Баница 1903 година. Еден од учесниците во битката во Баница од 4 мај е Михаил Чаков. Тоа е пријател со Делчев. Да. Тој е војвода во повеќе региони, во Пориско, во Петричко, во Драмско, во Серскиот регион. И тој е заедно учествува и ја преживува таа битка. Истиот тој во 1906 година, знаејќи каде е погребан и постои гробот на Гоце, и знаејќи кој е неговиот придонес во македонското ослободително движење, се погрижил уште тогаш
да ги смести на соодветно место, па во таа смисла ги откопа моштите на Гоце и истите се положени во олтарот во црквата во селото Баница. А во петокот Јордан Шишовски, Петар Колев и Љубиша Николовски заедно со Јадранка Костова анализира за метлата и за датумот. Имено, како што знаете, вчера веќе во неделата премиерот Зоран Заев најави кои се 6 промени во рамки на институциите, меѓутоа допрва следува и вториот бран од оваа метла, каде што би требало според очекувањата околу 20 на директори на јавни предпријатија да бидат или заменети или прекомандувани. Меѓутоа, за тој втор дел ќе зборуваме кога ќе дојде време за тога, а освен метлата, уште една тема која што Јадранка ја работеше со своите тројца гости, беше и датумот кој што Македонија го доби, пак или не го доби, за отпочнување на преговори со Европската Унија. Се поизвестно е дека октомври е месецот кога ќе се разговара многу сериозно и кога би требало да се отпочнат тие преговори со Европската Унија. Гледаме во продолжение дел од гостувањето на тројцата гости на Јадранка во петокот. Очигледно е, измеѓу двата изборни круга се виде дека граѓаните им дадоа жолт картон на политичките елити и тоа една широка категорија на граѓани. Значи, од една страна, конзервативните граѓани им дадоа жолт картон на опозицијата заради непринципиалноста во однос на договорот од Преспа, албанците на своите партии и, да речеме, средната класа или оние што се... Ама дали допре до сите партии тој глас? Заев, да речем, сепак рече, ја свативме, нели, опомената. А другите не ги слушнавме субјекти веќе кои ги спомена. Да, мислам дека Заев беше доволно итар да го искористи овој момент и мислам дека ова беше чисто предизборен трик за самите избори, за да се воспостават, демек еве сега, ние го слушнавме судот на народот, но мислам дека клучниот проблем кој што го предизвика револтот кај граѓаните не се толку поединечните имиња, кадровски решенија, туку самите политики што беа спроведувани наназад, недоволното разидување со политиките на минатото. За жал, видовме дека истите актери ги добиваат тендерите, да не ги именуваме сега, старо-новите, нели, дуи се секојаш вечни. Особено дуи никој не го закача, никој не го закача, така што тука е револтот на граѓаните. А дали еден ќе го сменат од министер и ќе го заменат на друго место, мислам, не е толку важно. Од друга страна, самата партија СДСМ покажа дека нема воспоставен систем на селекција на кадри. За жал, дури и недостасуваат кадри, значи тоа е историски наназад, тие кадри се надополнуваат со или професори порано од правниот факултет, а сега од шарената револуција, нели? Јас неколку пати сум рекла, во сите влади во овие 30 години, без малку, има професори од правен факултет, а правна држава не направивме. За жал, една од клучните функции на една политичка партија е креирање на кадри кои што треба подоцна да владеат. За жал, очигледно дека СДСМ нема Ама и да имате еден развоен пат да почнат од долу да напредуваат. Да напредуваат, точно. Кај нас е прво вработување министер во Македонија се случува. Па и премиери имавме со. Апсолутно. Дури имавме на несрекна изјава од министерот Манчевски во однос на преговорите со Европска унија кога кажа дека немаме кадри за преговори. Па зошто тогаш формираа влада ако немаат кадри? Така. Петар, за истото прашање. За мене беше важно после така јасно изразената порака од граѓаните дека тие се разочарани од системот како целина и начинот по кој што изгледа државата и државноста кај нас, дека политичките елити ќе се обединат околу потребата од клучни реформи во општеството. Јас неколку пати и со вас кога сме разговарале, сме говореле на темата бирократија во нашава земја, бидејќи темата е сврзана и со метлата и со европерспективите пред нас. Сме зборувале за таа бирократија. Затоа ние апелиравме, подсетувајќи
на Да кажам дека си подсетувајќи ја- председател на Граѓанско-демократската унија сега. во ред. Граѓанско-демократската унија, подсетувајќи ја вице-премиерката Шекеринска на еден нејзин настап пред изборите, кога правеше анализа на бирократскиот систем во Македонија, каде што таа потенцираше дека владата ни е премногу надуена, но за жал и после толку силниот сигнал од граѓаните, особено за тој момент на бирократијата, гледаме дека во оваа влада нема волја да се справи со тој проблем. Многу министерства имаме. Не, ние министерства имаме малку, имаме многу министри. Ние имаме 15 министерства и 25 министри. Сега се готвиме да направиме 26 министер, тоа е 16 министерство. Се прашувам, во која нормална земја 1/3 од министрите во владата се без ресор, некакви вице-премиери кои што не одговараат за Експертите ништо. велат дека министри без ресор нема во европските држави. Ако тргнеме да анализираме колку национални државни агенции, колку, нели, како машина, како државен апарат, Македонија е најбирократската држава во Европа. Кога зборувавте за тоа дека во секоја една влада најчесто се земаат советници од правниот факултет, но за жал се уште професори од правниот факултет, но ние не можеме да се пофалиме со правна држава, до голема степен не можеме да се пофалиме и со реформа во администрацијата. И јас очекував дека кога ќе Сметаш стане дека јасно, метло и за администрацијата треба? Дека имаме прекубројна... Би требало, ако се започне да се прави реформи, ако ние навистина сакаме да врвиме по тој пат на евроинтеграција, би требало да започнеме реформа и таму, но во секоја една земја која што почнала таков процес, така наречената реформа или метла започнува од врвот на пирамидата. Да. Оваа тематика и доправа, како што најави Чаловски, ќе се анализира. Метлата на Заев, така наречена, предизвикува секогаш многу внимание. Пак има и незадоволства, ќе има Така е. еден куп реакции, што е Очекувано. очекувано, да. Да, полека, но сигурно го заокружуваме овој прв блок од отвореното студио 1, како што најавивме. Со нас повторно се гледате нешто по 15 часот. Останете со 1 ТВ, за кратко следуваат најновите информации од земјава и светот. И да Елена ве Джугуман. подсетиме дека сите разговори на Така. YouTube каналот на 1 ТВ. Или 1tv.mk. Се гледаме.